правили анализа, да не може по-рано, што беше 4 години да се снима тази стипендия, барем за правенство. Ние правиме една анализа во врска со ова 4 години да се доделуваат овие средства на правенците на генерацијата, но знаете, вие донесувате одлука и за најдобри ученици од средното општинско училиште, 10 награди, мислам, вие сега гласавте за овие награди за по 20.000 кога се парични средства заради она ситуација што не снајде се со COVID-19. Знаете дека даваме 28 стипендии на ученици кои што се најдобри и од социјално ранjivi категории, и ученици кои се со висок просек, а и за студенти. Така да правејќи една анализа, мислам сега е добро тоа што се доделуваат тие средства кои што се дават на ученици како стимул за понатамошно учење. Па ако се успее да се оддели повеќе од буџетот, ние сме расположени да дадеме предлог што велите вие за да се доделуваат овие стипендии за 4 години. Доколку не може да биде зголемена, значи временски урок на земање на стипендија. Може ли да се направи нешто, барем сега на оваа седница, да се зголеми висината на доделување на стипендија? Образложение мисламе, бидејќи ние сите стипендии што ги даваме, се некаде горе-долу на таа висина на која и правенците. А ние целта не е да истакнеме дека тие ученици се стварно ликот на училиштето и мислам дека треба да се најдат средства. Било како, мислам, еден денар нека е, ама нека биде зголемено, за да знаеме дека тие ученици се репрезенти на училиштето. Ја мислам дека и Сајд Шабаб беше тука, треба да се прави ние средства дека проширување на буџетот, ако се донесуваат повеќе средства да им се дават учениците. И сега не знам за колку планирате средства да им се покачат. Мој предлог е сега да оди со оваа година вака, па да размислуваме на наредната учебна година да идеме со нов износ и нови средства кои што ќе бидат обезбедени во самото. Ако може да врска со прво запрашање на Сашко, значи на генерацијата е согласен да има само една година. Значи, ако има континуиран успех по прва година, веќе општината од втора година понатамо доделува исто стипендија за одлични ученици со континуиран успех и шорот на напревар. Значи, на тој начин ќе се дуплира што ќе зема стипендија и треба да биде исфрлено од конкуренцијата што ќе подоцува до втора годината понатам за доделување на стипендии за одлични со континуиран успех ученици. Мисля дека прашањето, односно барањето за да се прошири не држи место да се прави за повеќе популистички, ако мога да рече, да се доделува пари. И това е само една скромна награда за учениците што се направили одличен и континуиран успех. Со това што им се дава награда за пострек за понатаму, това са малку средства точно, ама ипак това е само награда, а не извор на финанси за преживување. Контрареплика само. Не знам дали беше доволно јасен. Дали има разлика меѓу правенец на генерацијата и ученик кој се јавил по редовен основ да добие стипендија од нашата општина. Значи, висината на надоместото е иста, додека реализацијата на тој ученик не е иста во однос на оние ученици кои добиваат стипендии по различни основи. Таа причина, значи, мисля дека е објективно барањето, тој ученик да биде едноскаливо искачен над сите ни. Барем да кажеме дека ние го цениме и вреднуваме тоа што тој положи. Меѓутоа, добро, очигледно дека расположение нема, па така да. Значи, не е прашање за расположение или нерасположение. Многу добро регулирано. Во осмолет, односно деветолет, сите со континуиран успех има предвидено да зема стипендија. Во прва година нема за ученици стипендија и е регулирано од втора година понатаму. За това што прва година треба да се види кои се одлични, кои се ушкувани напревар и мислам дека е убаво регулирано да не навлазиме во детали на регулацијата за доделување на стипендии за одлични ученици
И не може во моментот кога сме имали и доделување и комисии на стипендии на награди, и друг пат това не е поставило прашање, сега се поставило прашање да, ако може и прва година или цела година. Мисля дека не држи место и дека не е соодветно прашање според мене. Аз ми се вклуча тук у дискусията. Мисля дека ние како Совет зголемуваме стипендиите за одредени категории ученици. Мисля дека беше по 500 година. Барањето е окей, и това са проекцията на бюджета е у тия ворени околности, што не значи дека ние како Совет после не може да донесеме одлука која може и ретроактивно да важи, за да изголемим едноставно да им се даде мотивација како правеци на општинските училишта да взимаат повеќе. Мисля дека моментално да се стора сега, како што кажа и Советот за образование, проектирана со финансии да биде таа сума, што не значи дека ние после како Совет не може да расправаме и да одлучиме това да се зголеми.